Општина Делчево денес ја организираше завршната новогодишна забава за најмалите. Во соработка со бизнис секторот, денес во спомен домот Асном во Делчево, дечињата од основните училишта ги добија толку посакуваните новогодишни пакетчиња. Честитки по повод новогодишните и божикните празници денес општината Делчево на чело со градоначалникот Дарко Шектански упати и до лицата кои престојуваат во дневниот центар за лица со посебни потреби, каде исто така беа обезбедени новогодишни пакетчиња. На сите граѓани од Делчево си честитам новата година и на вас. Им посакувам на сите дечиња на хумани, на лица со посебни потреби, им посакувам среќни новогодишни и божикни празници. Новогодишната забава продолжи во општинската јавна установа детската градинка Весели цветови. Дали слушнав добро јас? Ке доаѓа кој? Безобраз! И многу подароци ќе делел, нели? Не можам да се начудам, колку и да се трудам. Театарската представа, тоа е новогодишна забава, се вика новогодишна забава, со тоа што воспитувачките и негователките ќе се представат пред децата. Театарската представа се реализира во соработка со детската градинка Павлина Вејанова Кочени. Сакам да истакнам и голема благодарност да упатам до директорката, која е исто така ментор на, односно текстот е нејзин, до директорката Лидија Серафимова. И се надевам дека таа соработка и понатаму ќе продолжи. Воедно ќе им бидат поделени пакетчиња, новогодишни пакетчиња на децата, на сите дечиња од двете детски градинки. Дедо Мразки им подели пакетчиња. Голема благодарност до градоначалникот, во моје име, од име на вработените, на сите граѓани во општина Делчево новата година, да им посакам многу среќа, здравје и успех во понатамошниот живот. Во рамки на денешната агенда во кабинетот на градоначалникот Дарко Шектански се реализира и завршните новогодишни средби со Сдруженијето на пензионери како и невладини организации од општина Делчево. Денес исто така 12 најуспешни ученици и студенти ги добија предвидените стипендии за оваа година. Инаку оваа завршна новогодишна забава која денес се реализираше со основните училишта, значеше и крај на првото полугодие од учебната 2014-2015.